Разголи ми ја душата, покори ми го телото и звездите ќе навезат за нас срце преку небото. Држиш ли внуче? Денес вештачката интелигенција може да создаде слика што изгледа реално, но никогаш не се случила. Односно, може да ве соблече до гола кожа. Но ајде да не и текна на вештачката интелигенција да ме дособлече, подобро да се пуштиме на работа, да видиме што ќе кажат нашите граѓани, дали им се појавуваат Nudify апликации на социјалните мрежи и дали се запознаени со ова дигитално соблекување. Добро бе, ќе се облечам, ајде. Си запнал. 35 степена е, кај вака. Што мислите, дали луѓето се свесни дека нивна обична фотографија од социјални мрежи може да биде злоупотребена? Во денешно време све ова што го објавуваме, не се доволно свесни луѓе дека некој да е злоупотребит и да би така сватено. Мислам дека не се, оти и во Германија многу луѓе го користат, ама не знаат дека може да е опасно. Сликите, и јас за пример ChatGPT многу го користам, ама мора да се пази кај сликите, оти, како што ти рече, може многу други ствари да се прават со тие слики. Се свесни на многу начини да би употребена во лоша смисла фотографиите што ги објавуваат. Некои не ни размислуваат само така, ги објавуваат без размислување дека може да се злоупотребат фотографии. А дали сте слушнале за апликации кои со помош на вештачка интелигенција може да создадат лажни интимни фотографии од луѓе? Да, има многу, баш излагаат и по социјалните мрежи, по и видеоигри излагаат адови за тоа. Да, и многу су била сретната со такви работи, ама дефинитивно технологија многу ни е замината напред. Изгледа многу реално и не е воопшто не е убаво, мисля, за луѓево. Може да се збуни човек да помисли дека тоа е вистинска интимна фотографија. Дефинитивно, да. Имаше во Германија една жена што мажот и направи вакви слики од неа, ама јас не знам апликации, не слушнав за нив со кои може да се прави. Само сте слушнале за таквиот случај? Да. Може да ни кажеш каква била реакцијата на публиката во Германија? Имаше многу демонстрации и луѓето беа многу шокирани и затоа што таа беше и позната во Германија. И затоа луѓето мислеха дека таа е на сликите гола, за пример, а таа не беше, тоа беше све со ова интелигенцијата, deepfakes што направиха од неа. Имаше демонстрации и во Германија законите не се толку строги со тоа, оти немаше до сега вакви случаи. И затоа сега и сака да го променат во Германија, да не може вакво нешто да се случи пак. Дали ви се појавиле содржини или реклами за апликации кои ветуваат дека може да променат фотографија на некоја личност и доколку да, кои се тие апликации? Да, излагаат како адови на видеоигри, по социјалните мрежи, на TikTok, на Instagram и на многу други платформи со не зна каде. Генерално за тоа не, ама слични овие што се со AI и со вештачка интелигенција ми излегуваат цело време, мисла. Пример, на работа користиме и со Gemini и со тоа правиме, за пример, ако имаше две слики од две групи, заедно да ја направи сликата од двете групи, да ги сосложи се луѓе. И, за пример, јас тоа реков, може не е добра идеја. Може да бидат злоупотребени. Само неколку клика се потребни за корисникот да стигне до алатки што можат да создаваат лажни интимни фотографии. Извештајот на Институтот за стратешки диалог открива дека социјалните мрежи упатиле повеќе од 5,7 милиони посети кон така наречените Nudify страници во периодот од декември 2025 до март 2026 година. Замислете, 5,7 милиони посети за само 3 месеци. Најголемиот дел од корисниците пристигнале преку YouTube, а втора со најголем извор на посети била платформата X. Корисниците до нив стигнувале преку видеа што се појавувале при пребарување термини како Undress App или Nudify App. Јас сепак ќе си останам на старомоден начин, сам да си ја бирам облеката и сам да си се соблекувам без помош од вештачка интелигенција. Се разладили, внуче?